Додека Русија продолжува да ги напаѓа Харков, други украински градови, експертите предупредуваат дека одбивањето на председателот на представничкиот дом Мајк Џонсон да дозволи гласање за пакетот помош за Украина, Израел и Тајван резултира со жртви, а Киев има недостиг од работна сила и муниција. Председателот Џо Бајден објасни што е во залог, велејќи дека поддршката на законот за воена помош испраќа клучна порака до рускиот председател Владимир Путин. Ако не го запреме апетитот на Путин за моќ и контрола на Украина, тој нема да се ограничи само на Украина, а трошоците за Америка и нашите сојузници и партнери ќе се зголемат. За републиканците во Конгресот кои мислат дека можат да се спротистават на финансирањето на Украина и да не бидат повикани на одговорност, историјата гледа. Наспроти ова, државниот секретар Блинкен е на прво патување во Албанија, потоа заминува за Минхенската безбедносна конференција. Тој планира билатерални средби со неговите колеги од Германија, Украина, Индија, голем број други земји, вклучително можеби и Кина. Некои коментари на веројатниот републикански председателски кандидат, поранешниот председател Доналд Трамп, се закануваат да ги застенат разговорите за безбедност. Трамп минатата недела рече дека еднаш и рекол на членка на НАТО дека нема да заштити одредени сојузници од Русија и дека постојано вршел притисок врз републиканските членови на Конгресот да не го одобруваат помошта за Украина. Во средата во Стејт департментот, Гласот на Америка праша дали внатрешната политика на САД ќе го стави Блинкен во тешка позиција во Минхен. Порпаровот Метју Милер изјави: Сигурен сум дека во Минхен ќе слушнеме директно од странските лидери дека гледаат со внимание што прави Конгресот. Знаеме дека украинскиот народ очекува исход, а како што рече председателот, историјата ќе потсети. Републиканските законодавци се поделени околу континуираното американско финансирање за Украина. Конгресменот Пит Сешнс изјави за Гласот на Америка дека САД и ветиле на Украина поддршка. Демократите во Сенатот го усвоија она што јас го сметам за добар закон за финансирање за снабдување на Украина со нејзините воени потреби. Заклучокот на вистина е за Украина. Ним им треба помош со артилерија и вооружување со кои се снабдуваат САД. Во вторникот, Сенатот, каде е мнозинство се демократите, со двопартиска поддршка го усвои законот за странска помош од 95 милиарди долари, кој вклучуваше 60 милиарди долари за Украина. Сешнс рече дека верува и Конгресот ќе успее да го усвои нацрт законот за помош на еден или друг начин.